Клептократ доаѓа од грчкиот збор клептис, што значи крадец, и зборот кратос, што значи власт. Се употребува да се објаснат лица со политички врски и влијанија, кои ја користат својата позиција, за да се стекнат со лична корист. Затоа се служат со ресурсите на државата и со моќта на државниот апарат. Сите знаеме дека на главниот град му се случи нешто многу лошо. И тоа лошо беше плаќано со нашите пари. И за тоа беше давана нашата земја. Малку се оние градови кои за корупцијата во нивната држава имаат и вистински тематски парк од споменици. Но овој пат нема да ви раскажеме приказна за корупција и Скопје 2014. Ова е приказна на една друга локација. Лошиот старт во економијата ќе биде надминат со градежната офанзива која почна периодов, уверува министерот за транспорт. Градежништвото како гранка е исклучително значајно за нашата економија. Градежништвото како индустријска гранка има најголем раст и има голем придонес во растот на бруто домашниот производ. Бруто домашниот производ со промет од помеѓу 600 и 700 милиони евра на годишно ниво. Оние кои се разбираат велат дека градежниот сектор е мотор на економијата. Тоа е водечкиот сектор секогаш кога инвеститори се владите. Бенефитите од овие инвестиции можат да бидат безбројни. Например, погодно поле за инвестиција ако сте македонски политичар во потрага по инстант внимание. Увид во изградбата на овие два објекти изврши лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски изврши увид во градежните активности изврши 90% завршено. 90 одбица. Целата работа. 107 милиони денари инвестиција беше. Кровот, фасадата и прозорци. Да. Радуваат луѓето на секоја нова улица. Извршивме увид во градежните активности. Интензивните градежни работи за реконструкција, изградба на нови. Граѓаните ќе кажуваат каде што треба да се гради и каде треба да се развива и градот и населените места. Градежните работи, финансирани и овозможени од државата, треба не само да го помагаат растот, туку со тие пари да се градат болници, училишта, патишта, железници. Градежниот сектор, кога е помогнат од самата држава, треба постојано да се стреми да го подобрува животот на граѓаните. Но што кога вашата влада инвестира, поттикнува и поддржува проекти, од кои што мнозинството не добива ништо, а малкумина добиваат многу. Последиците можат да бидат опасни по живот. Катастрофален земјотрес од 6,4 степени по Рихтер ја погоди Албанија. Според бројките пред Пладнево загинаа најмалку 25 луѓе. Во Драч се градеше многу, без контрола и без надзор. Се менува урбанистички планови. Се продаваше ефтина државна земја на добро поврзани бизнисмени. Сето тоа го возможуваа политичарите во институциите. Новинарите во Албанија со години пишуваат за така наречената градежна или урбана мафија. Како и во секоја друга корумпирана и клептократска држава, никој не ја сапеше јавноста. Но земјотресот смени се. Албанските власти спроведуваат акција на апсење во целата држава под обвинение за убиство и злоупотреба на службената положба по разорниот земјотрес што ја погоди земјата на 26 ноември. Полицијата и обвинителите наведуваат дека првичните истраги покажале дека урбаната мафија и неконтролираното градење без надзор се причина за големиот број жртви во Драч во земјотресите. Ќе се изградат нови 100 згради и ќе се населат речиси 20.000 станари. Секоја барака ако стане зграда, јас не верувам дека тоа може да овој терен да го издржи. Речиси половина од коловозот е пропаднат во оваа дупка зад мене каде се поставува камен темелникот за нова 4-катна зграда. Вчера попушти еден од подпорните зидови и оштети две ново изградени згради. Ама не може да му забранам да гради ако има одобрение за гради. Кои побуди се воде за да го направите вака план? Што ви беше? Кој даде таква инструкција? Во колаборација со градежната мафија која во оваа сфера владее во Македонија повеќе од 2 децении. Кога го спомнеме урбана мафија, тоа делува многу мистериозно, дека си тоа луѓе некои нешто прават. Не, урбаната мафија не постои како таков термин, тоа се институциите, тоа се инвеститорите, тоа се сите тие луѓе кои што вделуваат во изградба на еден град. Скопје го чинат 10 општини и 3 пати повеќе населби. Сите се соочуваат со слични предизвици и истите урбани проблеми. Некаде фалат шахти, некаде асфалт, некаде одвод. Некаде пак е тешко да се каже каде завршува урбанизацијата, а каде почнува бетонизацијата. Дејството на овие настани се одвива западно од центарот на Скопје, од десната страна на Вардар.
во општината Карпош. Поточно, во животите на жителите на населбата Тафталиџа. Во турско го викале Тахталиџа, што во превод значи мало со дрвени куќи. И тука навистина имало само по некоја куќа. И големи пространи ливади. Чистиот воздух го направило Тафталиџа, умиленото излетничко место во Скопје. Го нарекували и воздушна бања. По земјотресот се раѓа на Тафталиџа кој сите го паметите. Еден од поселените подсетници за создавањето на средната класа во Македонија. Ова мало често ќе го сретнете во популарната музика, во расказите, во скопските патеписи. Овде се родени нашите омилени музичари, писатели. Ова се оние романтични скопски маала, во кои што дворовите мирисаат на овошки и цвеќиња. Во кои соседите ви помагаат да расчистите гаражата пред да појдете на годишен одмор. Тоа Тафталиџа веќе не постои. Ова новото е запоседнато од чудовишта. Ке ви раскажеме приказна за тоа како јавната земја заврши во приватни раце и како планот за профит од ова Тафталиџа го направи ова Тафталиџа. Се почнува пред 7 години. Првата жртва е едно детско игралиште. И покрај револтот и протестите на жителите од Тафталиџа, детското игралиште на улица Мексичка е уништено. Багерот работи, ние си протестираме, никој не слуша. Таму има важечки детален урбанистички план и земјиште кое што е вратено на поранешните собственици. Ако денационализација е можна на вакво земјиште, тогаш кој е следен? Градски парк? Ова е само почетокот. Една зграда, па друга зграда, па трета уште поголема од првата, и четврта, и петта, и шеста. Парк по парк, игралиште по игралиште, земја по земја. Почнуваат протести. Гордите староседелци брзо сваќаат дека багерите не се овде да им помогнат. Ова е приватна механизација за една опасна и неповратна трансформација. Адора Флейтајрон во срцето на Скопје и Адора Diamond Garden во скопски Карпош Тафталиџа. Од трансформацијата на Тафталиџа ќе арија неколкумина. Едни веќе ги подигнаа своите чудовишта, други подготвено чекаат, за трети се водат истраги. А сега ќе ви го представиме рецептот за уништување на една населба. Во нашиот случај тоа е Тафталиџа. Се подготвува едноставно, ви требаат само 4 состојка и излегува толку многу. Минимум 5 објекти во висина од 25 метри и неколку илјади станови, што ќе се согласиме, воопшто не е малку. Не ви требаат гаражи, не ви требаат паркинзи, не ви требаат ни обзири кон комшиите. Времето на подготовка е 1 деценија. Еве што ви треба за овој рецепт. Ова е основната состојка. За овој рецепт се користат парцели на тазе денационализиран имот на 10 непознати луѓе од Тафталиџа. Најголем дел од зградите во Тафталиџа се изградени токму на ваков имот. За да добиете на маса, не штедете на квалитетен посредник. Неговата улога е да ги пронајде вистинските парцели како оние погоре. Следно е да ги убеди собствениците на парцелите да му подарат значаен дел од нив, а тој за возврат им ветува дека од нивните парцели ќе направи градежен инвестициски рај. Во рецептот за Тафталиџа, еден ваков посредник е лицето Петар Мишич. Внимателно со оваа состојка користете ја во мали количини, од има силно дејство. За рецептот за Тафталиџа ги користевме бизнисмените како Ванчо Чифлиганец, Зоран Азманов и Ивица Георгиевски. Ако имате време, простор, повеќе да пазарите, тогаш внимавајте да употребувате бизнисмени кои се политички добро поврзани, бизнисмени кои самите биле дел од политиката или бизнисмени блиски до партиски и верски водачи. Секој рецепт си има своја тајна состојка. За бетонирањето на Тафталиџа се користеа еден градоначалник со претприемачки дух и мнозинство во Советот на општина Карпош. Секогаш бирајте советници со мек рбет или без рбет, бидејќи така ќе бидете сигурни дека тие секогаш ќе гласаат за. Во овој рецепт користевме советници од ВМРО ДПМН и од партијата ГРОМ. Тие го променија деталниот урбанистички план, кој му ја запечати судбината на Тафталиџа. Ако ги имате сите состојки, процесот може да почне. Откако имотите ќе се денационализираат, во игра влегува посредникот. Петар Мишич оди кај инвеститорите.
Инвеститорите го нарекуваат уште и посредникот со општината. Тој им приоѓа на бизнисмените и им нуди сделки. Инвестиции за брзи и сигурни дозволи за градба, и тоа во пресред на промената на ДУП-от. Еден од нив за него вели: момчето беше многу спремно, но ниту еднаш, ниту ни побараа, ниту сме дале нито. Бизнисмените виделе ќар во овој инвестициски поход на посредникот. И така се прават илјадници станови во операцијата бетонирање на Карпош. Од 2007 до 2015 три од клучите закони за градење беа променети 104 пати. 80% од нив се носеа по брза постапка. Вака се случи трансформацијата на Тафталиџа. И вака се случи трансформацијата на Скопје, од која, како што рековме, изгубија многумина, а ќарија малкумина.